Добра вечер, почитувани гледачи, време е за Заспи ако можеш со Драган Милосаљевиќ и Коран Момировски. И се враќаме на политиката по кој знае кој пат, сакали или не. Тоа е нашата реалност, тоа е реалноста во која што живее, за жал, цела Македонија. Време е пред избори, време е кога полека граѓаните, вие почитувани гледачи, треба да се одлучите за кого ќе го дадете својот глас. Вечерва наша гостинка за прв пат во емисијата е подпредседателката на движењето Знам, госпоѓата Весна Бендевска. Добра вечер. Добра вечер, ви благодарам на поканата. Да, веднаш да кажам, вие до неодамна бевте член, претходно и председател на Комисијата за антидискриминација. Да. Ви заврши мандатот сега неодамна, не? Ми заврши во јануари. Во јануари, тоа се значи нецели 2 месеци, своевремено бевте пратеник од редовите на СДСМ. Да. Меѓутоа, и таа информација ја најдов неодамна, од пред 10 години вие немате членска книжка на таа партија. Да. До 2014 бев пратеник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. После тоа, заради несогласување со политиките што ги најави тогаш новоизбраниот председател на партијата Зоран Заев, едноставно заминав од политиката, иако тоа беше период кога нели се подготвува изборите во 2014, одбив да бидам евидентирана како можен кандидат за нов пратенички мандат и во процесот тогашен на ребрендирањето на партијата и на реевидентирањето на членовите, не подпишав пристапница. Точна би информацијата, 10 години немам партиска книжка на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е заради буквално велите несогласување, некој може да рече за тоа што се разбирава со шпекулации, дека не сте биле можеби во позиција која што ја сакате во тогашните околности. Не. Може да одговорам на ваше место. Јас се сеќавам дека тогаш вие бевте една од луѓето кандидати за пратеници кои што доби поддршка од најголемиот дел од вашите локални канцеларии, да речам. Малку јас се сеќавам. Да, бев номинирана од поголем број месни организации, на општинската организација во Битола, но одбив да бидам пратена како предлог на општинската организација и за тоа сведочат моите тогашни колеги кои имавме состанок на кој јас се откажав и барав во записник да биде наведено дека воопшто не сакам и не претендирам да трчам за нов мандат. Искрено, многу ми интересува овој период, но овде сте поканети да зборуваме за новиот политички субјект Знам, кој што председател е Максим Димитриевски. Иако навистина не интересира и подоцна емисијата, можеби и ќе направиме некои паралели за тоа како било порано, како е сега. Може да почнеме со очекувањата од изборите. За секоја нова политичка партија, првите избори на кои што ќе се соочи со противниците се најважни. Не дека се некаков знак за плюс или минус во иднина, меѓутоа се најважни. Тоа што сега ќе го освоите како политичка партија, претпоставам дека многу полесно ќе го градите понатаму или можеби ќе го изгубите, зависи од политиките што ќе ги водите. Што очекувате на овие избори и како претседателски кандидат Димитриевски и како политичка партија? Факт е дека движењето Знам за наша Македонија како политички нов субјект е во фаза на свое дооформување. Но брзината со која примаме нови членови е просто неверојатна и факт е дека сме единствен пример како брзо растечки политички субјект. Тоа покажува и што е најважно кога правиме најчесто анализи во партијата, гледаме дека ни се приклучуваат луѓе кои досега воопшто не учествувале во политиката, одбивале да бидат дел од политичка партија. Впрочем, и самото име кажува дека станува збор за движење. Движење кое има една своја визија и мисија да ги обединува граѓаните. Ова време во кое живееме, сведочиме за огромна поделба, раскараност,
сење на омраза меѓу граѓаните. Ние решивме да истрчаме храбро, недооформени, онакви како би што сме, со поддршка од граѓаните и во сојуз со граѓаните, и затоа сме наречени движење. Ова движење како политички субјект потекнува нели од движењето што го основа Максим Димитриевски во Куманово, за наше Куманово. И кога никој не веруваше практички дека Максим Димитриевски на локалните избори во 2021 ќе може да ги победи кандидатите и на СДСМ и на ВМРО, ДПМН, тоа се случи. Тогаш никој не веруваше дека Максим Димитриевски ќе влезе во вториот круг за избор на градоначелник. Практички никој не веруваше. И покрај сите притисоци и познати случаи да не се навраќам, во вториот круг се случи чудо. Граѓаните одлучија својата доверба да му ја дадат на Максим Димитриевски со многу солидна разлика. Тоа е доказ дека кога граѓаните ќе одлучат да дадат доверба во лице во кое имаат доверба, навистина може се чудат и во политиката. Токму затоа ја направив оваа паралела, по истиот принцип одиме и ние. Не се обременуваме толку со можни статистики. Статистика за нас е народот кој не се приклучува и придружува на секојдневните активности. На граѓаните кои се јавуваат да прашаат каде се вашите канцелари, сакам да ви се приклучам. Така и стартувавме. Беше повикот и се уште трае повикот, дозволете да го искористам моментот да ги повикам граѓаните. Живееме во многу важен историски момент. Сите знаеме дека практички ова состојба е веќе неодржлива во Македонија. Распаднати институции, распаднати целосни системи како што се здравствениот и образовниот систем, огромно ниво на корупција, незадоволство кај граѓаните и притисоци и внат, и од внатре, и од надвор. Ова не може веќе вака. Тука се согласуваме, апсолутно се согласуваме, немаме никаква дилема. Прашањето е сега, што бараат граѓаните да биде различно? Имате ли вие, имате средби вчера во Охрид, чинам? Да. Предходните повеќе народи се тјасо, што е тоа што го очекуваат граѓаните? Сите знаеме дека дури едно МЕПСО е под блокада, на информација што има денојове дека 10 дена веќе МЕПСО, националниот систем за пренос на струја, да речам, е под блокада на хакери. Како еден парадигма на тоа колку ние сме функционална држава. Што бараат граѓаните од вас кога разговарате со нив? Промени. Искрено бараат и ни даваат доверба затоа што, како што велат, вие не сте како овие големите системи. Обично ги изедначуваат бидејќи биле изневерени во очекувањата и од Социјалдемократскиот сојуз и од ВМРО ДПМН. Кажуваат за своите лични приказни. Меѓутоа сега ја чувствуваат енергијата и можноста. Се појавува нов политички субјект, така да и оние граѓани кои велеа не излегувам на гласање, бидејќи не сакам да го дадам гласот ни на едните, ни на другите, сега веројатно гледаат можноста кај нас. Тука многу помогна и храброста, и јас му честитам за храброста, на нашиот председател, сега веќе и председателски кандидат, Максим Димитриевски. Веројатно сите очекуваа дека тој ќе биде носителот во изборна единица 2 и ќе може нели да влече и да освои, да го максимизира можниот број на гласови. Но тој се одлучи дека е време, токму затоа што сме нов субјект, да покаже со личен пример. Дека, иако некому веројатно изгледа како борба на Дон Кихотовска некаква борба, ова е реална борба. Граѓаните препознаваат во ликот и делото на Максим Димитриевски нов, свеж, храбар лик и лик кој покажал и докажал дека можно е и поинакво водење на политиката. Да, Максим Димитриевски беше човекот што отиде на бугарската телевизија БГНЕС и покажа, како градоначалник на Куманово, како може
да се застапуваат и како треба да се застапуваат македонските ставови дури на бугарска телевизија, бидејќи претходно сведочевме за еден скандалозен настап на тогашниот председател на владата Зоран Заев, кој ми се чини дека македонците не понижи и не навреди. Зборувам за лично чувство. Па не само лично, сите ние сме се чувствувавме и тогаш и подоцна така, но ова се убавите работи, но во секој случај вие мора да објасните пред граѓаните. Вие сте 10 години надвор од СДСМ. Максим беше Димитриевски беше до пред 3-4 години беше во СДСМ. Веројатно прешуваат и за него зборам сега. Минатиот пат се налути кога коментирав, правиме анализа на состојбите во ЗНАМ. Што се чекало до 2020 година? Вие 2014 година сте виделе каде оди возот и се повлекле. Сепак Димитриевски беше дел од луѓето кои што изгласа уставните промени во паметот луѓе. Не сакам за него да зборувам, не е во емисија, вие сте гостинка. Да, апсолутно. Тоа се реални прашања кои што претпоставувам ќе треба да ги одговорите пред граѓаните. И сигурно ги интересира. Јас во неколку наврати сум го чула Максим Димитриевски како го објаснува тоа и многу човечно и многу искрено. Тој не бега од вистината. Тој вели да, верува во тоа. И да, кога видов што сушност се случува и за што се работи, замина. Заради несогласувањата. Тој одлучи на поинаков начин колку што знам и колку што не мора вие да говорите во него име, сега тој ќе дојде овде. Јас искрено, јас ја почитувам неговата храброст. Не спорно. Може би јас, ако останев, ќе се борев исто во рамките на органите на тогашната партија. Колку ќе успеев, не. Тоа ќе беше веројатно партиските состаноци се држат зад затворени врати. Јас едноставно во 2014 година не сакам веќе да бидам, бидејќи си имам своји лични ставови, моите верувања ми веле дека не треба да бидам повеќе. Јас веќе тогаш 9-та година бев го трошев третиот пратенички мандат и не жалам што заминав. Од овој историски аспект се гледа дека вие сте направиле одлична одлука тогаш. Добро. Мене, ако ми дозволиш само што ова прашање о континуитет, ме чуди зошто други луѓе се уште се дел од СДСМ, а и лично кога разговарам со нив, имам блиски луѓе и во високите раководства на СДСМ, на локално ниво, се уште остануваат во СДСМ. Како луѓето не го гледаат тоа? Вие сте го виделе пред 10 години. Како луѓето се уште не го гледаат? СДСМ се уште е, да речам, втора најголема партија. Јас ја имав можноста да видам, бидејќи бев и дел од пратеничката група, која нели секогаш има повеќе информации од останатите членови. Јас искрено можам само да се чудам на пратеничките состави на Социјалдемократскиот сојуз, кои ги реализираа де факто замислите, кои не доведоа во денешната ситуација. Пратеник не значи дека треба да се седи во столчето и да се притиска црвеното, жолтото или зеленото копче. Со секое притискање се менува нечија историја. Мислам, влијаете врз луѓе, законите се применуваат и регулираат области кои засегаат луѓе. Но онакви одлуки, особено измените на уставот, тешки закони, навистина не е лесно. Заклучоците за бугарскиот, за францускиот предлог, Францускиот предлог кој апсолутно немаше никаква потреба да влезат во собрание. Јас навистина не можам да сватам, сум била во нивна кожа, сум била на нивно место, кога имате надвор народ кој ви протестира. Кога сте свесни дека 80% од народот не се согласува со така наречениот француски предлог. Вие седнувате и гласате за да помине. Собранието де факто на парламентот мора да му се вратат уставните надлежности во нивни раце. Парламентот е највисокото тело, законодавно тело, контролор на извршната власт, а не извршител. И тоа мора да се промени. Затоа, како движење ЗНАМ, во фаза сме на креирање на пратеничките листи,
многу внимаваме и навистина мислам дека ќе бидат изненадување нашите листи, внимаваме на личниот интегритет на секој поединец. Ние сме нова партија која ќе инсистира на дебат, на отворен разговор за секој проблем. Само така може да се носат вистински одлуки. И веројатно тоа граѓаните токму тоа го препознаваат. Неколку пати повторувате дека се работи за нова партија, што е факт, и лидерот на вашата партија Максим Димитриевски повторува дека потребни се нови луѓе во политиката, зашто целосно се согласувам јас лично. Меѓутоа вели потребно е искуството на тие што веќе се знаат. Претпоставам тука влегувате вие и некои други. Ме интересира не со имења, меѓутоа веќе години и години вие сте меѓу првите кои што изразите незадоволство од тоа што го прави Зоран Заев како што го прави. Потоа излегува и други битни луѓе, да речем, своевремено од СДСМ, кои што негодуваа, меѓутоа некако по кулуарски, некои излегува и јавно да кажат што е што, но требаше дури и Максим Димитриевски да се појави за да собере екипа и тоа е за ценење. Меѓутоа имате ли представа колку од луѓето кои што некогаш значеле нешто во СДСМ сега се дел од вашето движење? Не би лицитирала со луѓе, нашите врати се отворени, ние навистина посакуваме нови ликови, но тие нови ликови се разбира во комбинација со искуство ќе дадат вистински резултат. Народот бара свежа енергија на политичката сцена. Едноставно бара нешто што е различно од досега што се гледа. Се менуваат двата големи политички субјекта, но практикуваат речиси иста политика. Така е со големите системи. Сум била таму, а сега учествувам во создавањето на една нова партија од темел. Со луѓе кои се подготвени да го трчаат првиот круг, првата фаза. Првоборци кои се во овој случај. Тој ми е јасен, господи Бинеска, не знам дали се разбравме. Многу луѓе кои што беа дел од СДСМ своевремено од системот, полускриено или отворено зборуваат дека не се согласуваат со политиката на нивната партија, излегува од незе или ги снема, ако сакаме да кажеме. Меѓутоа, природно би било повторно да целат кон лева опција, каква што е, знам, не би било логично да одат радикално, иако и тоа е можно. Затоа ме интересира, процентуално се чувствува дека прилив доаѓа од СДСМ кај вас? Прилив доаѓа најмногу во најголем процент од нови луѓе. Се разбира дека има и луѓе кои значеле нешто во Социјалдемократскиот сојуз и не гледаат како во движењето знам гледаат можност повторно да се реактивираат и да го дадат својот максимум. Во вакви клучни моменти, јас би сакала да испратам и порака. Не е време интелектуалците да молчат. Цел систем, се обраќам. Сите јавни личности мора да се приклучат, работите мора да се сменат. Едноставно се чувствува желбата за промена на секаде. Мислам дека ја чувствувате и вие. Овие избори, иако можеби звучи како клише, нели секој избор е историски, но да не заборавиме, по толку време циклуси на предвремени парламентарни избори, овој пат, овој пратенички состав го изработи цел мандат, цел 4 годишен мандат. Сега влегуваме одново во еден клучен момент кога стариот пратенички состав, иако премиерот Ковачевски ветуваше готово, спакувани се 80 пратеници, ќе се случат и уставните измени, за среќа не се случија. Што значи дека повторно ќе бидат прва точка на агендата при формирањето на новиот парламентарен состав. Од тој аспект, овие избори ќе покажат и ќе го трасираат патот по кој ќе се движи Македонија. Македонија е во моментот на своето дно, не претерувам кога велам. Дали под дното ќе има дно,
или ќе почне сериозно да се работи на реституција на уништениот институционален систем, на враќање на уставниот капацитет, на уставниот темел на кој е создадена оваа држава. Така да, во овој момент навистина мислам дека е многу пригодно да кажам таков е всушност и нашиот изборен слоган. По Илинден јасно, време е за изборно востание. И навистина имам чувство, предчувствувам дека токму на 24 април и завршно со 8 мај, овој народ ќе се охрабри и ќе излезе свесен дека во своите раце ја држи судбината и го трасира патот на оваа земја. Ги охрабрувам граѓаните да излезат во што поголем број. Многу е битна излезеност. Така се стекнува легитимитет. Добро е што има толков број председателски кандидати. Секој граѓанин ќе може да го направи својот личен избор. Нека гласаат по свое собствено убедување, но нека не седат дома. Ова не е момент да се седи дома и да се вели јас не се интересирам во политика, а потоа следните 4 години да сведочиме. Не се интересира за политика, политиката се интересира за него. За жал е така. Се согласувам повторно со вас, меѓутоа два пати рековте чуда се можни, чуда се случуваат и согласуваме со тоа, меѓутоа реал политиката е сепак нешто друго и мислам дека господинот Димитриевски меѓу редови го признава тоа што е логично, имено тој вели без нас влада нема да биде можна. Меѓутоа јасно е дека тоа се однесува на коалиција во која што знам би била помал политички партнер, а тоа пак значи дека дали СДСМ, дали ВМРО-ДПМН, или објективно ВМРО-ДПМН води многу на анкетите, ќе биде таа што ќе ја формира владата. Значи, зборот ми е дека сакале или некеле, еден од овие два субјекти кои што се објективно најголеми ќе биде тој што ќе ја прави владата, тој што ќе ја контролира и тој што ќе ги води политиките во наредните 4-5 години. Вие тука ќе треба да се најдете во некаков соживот со тој што ќе победи. Колку е тоа возможно ако вие инсистирате на целосно нови политики? Нашиот став е дециден и јасен. Ние како што сакаме и како што секојдневно убедуваме, ние сме во коалиција со граѓаните. Пред граѓаните ќе излеземе и ќе кажеме да, наша цел на овие избори е да се факторизираме. Тоа значи да бидеме клучниот фактор за формирање на влада со однапред дефинирани принципи. Тоа го најавуваме и тоа ќе се случи. Граѓаните ќе знаат под кои услови ќе коалицираме или ќе поддржиме некоја влада. Ако тие услови што ќе ги усвоиме во партијата и ќе ги понудиме пред граѓаните, не ги задоволи оној што ќе го има мандатот да прави влада, не е ништо страшно, тогаш ќе останеме во опозиција. Но нема да прифатиме ни милиметар одстапување од она што ќе бидат наши изборни постулати. Може да ни кажете барем дел од нив, црвени линии претпоставувам, имате преку кои што нема да поминете, на пример. Па еве, ќе имаме прво, зошто да не донесиме и ќе предложиме во Собранието декларација за дефинирање на националните интереси на Македонија. Ќе ја бараме поддршката од сите пратеници, представници на граѓаните на Македонија. Од сите. Редно е, тоа го прават многу држави, така се дефинира формат во кој ќе се движи еден политички субјект, но и начинот на кој ќе раководи во земјата. Така да... Добро, тоа е во ред, меѓутоа националните интереси очигледно не се исти за ВМРО ДПМН и за СДСМ. Формално да, сите кечат, сакаме независна, суверена држава и така натаму, меѓутоа гледаме во пракса дека не се исти. Ќе дозволите кој ќе ја усвоиме декларацијата за од 4 април почнува кампањата за председателските, од 18 почнува кампањата за парламентарните избори.
согласно изборниот законник не можам да навлегувам и не би сакала да го прекршувам изборниот законник, нели пред некој ден го сменија, го подобрија, предпоставувам, подигајќи го цензусот за постигнување на независните листи. Де факто, со новиот изборен законник, пратениците си, кревајќи го тој цензус за појава на избори, си остави простор само на регистрираните политички субјекти да може да учествуваат на избори. Следните избори се локални следната година, многу брзо. Се шегувате кога велите го подобрија квалитетот. Се шегувам, саркастично. Да, за луѓето да разберат. Да. Така да... Добро, но... Драган, немаме дилема. Потребни ни се што поголем број мандати за да бидеме реален фактор. Јас сум била дел од опозицијата, фактички сите 3 мандати ги поминав како опозицијски пратеник. Тоа што биле во привилегирана положба, морам да признам. Можете да дебатирате, можете да не се согласувате, да поднесувате амандмани, реално моките вие онолку колку што е моките на опозицијата. Но ако имате и сте одлучувачки фактор, бројот на пратеници, ако му треба, да речем, на еден од големите системи, тоа ќе мора да ги прифати условите што ќе ги ставиме на хартија. Ние тие услови ќе ги договориме, повторно ви кажувам, во нашата собствена коалиција со граѓаните. Денес разговаравме и за тоа, да, одиме сами. Мислам дека доволно праќаме јасен сигнал дека сме храбри. Конечниот избор и одлука е во рацете на граѓаните. Де факто ние немаме што да изгубиме како политички субјект. Не вергламе со бројките, али ја гледаме позитивниот секојдневен тренд на придружување на граѓани. И се надевам на вистина на резултат. Кога ќе се случи тоа, да, коалиција ќе правиме, претендираме да бидеме реален фактор, кој ќе може да ги контролира еден од тие 2 големи системи кои природно согласно устав ќе го добијат мандатот од претседателот и ќе треба да предложат да најдат свој поддржувач за да помине изборот на влада во собрание, но под наши услови од кои нема да отстапи. Добро, храбро. Уште една работа ме интересира. Може ли да направиме паралела со 2006 година? Во тоа време НСДП, која веќе излезе од Тито Петковски, така и неговата партија, излегува од СДСМ, формираа нов субјект и влегува во коалиција со ВМРО ДПМН, иако уште тогаш постоја разногласија дали ќе се осмелат на такво нешто. Сега предпоставувам логиката вели ВМРО води повторно и 2024 би можела да биде еден вид, ако добиете доволно гласови, пресликување. Меѓутоа има и такви што велат дека повторно ова се шпекулации кои што велат дека на движењето Знана Максим Димитриевски нема да им биде тешко да направат преговори со СДСМ која што поприродно би требало да видам поблиска, барем според левичарската идеологија и полесно да идат со нив. Што е пак во проблем затоа што и тој и вие и уште некои луѓе од раководството на вашето движење излегува од СДСМ заради комплетно незадоволство од тоа што го прави партијата. Не ви го разбирам. Апсолутно дилемата ќе ве замолам да ми ја... Еве најпластично. Ако СДСМ се најде во ситуација да се приближи до формирање влада заедно со други партии, да речеме, она што го размислуваат и тие го велат, теоретски сите албански и така натаму, иако недостасуваат неколку пратенички мандати, кои што вие би ги имале, би влегле во коалиција со нив? Ако ги согласно декларацијата што ќе ја понудиме и согласно правилата за преговори за влез во влада, ако се согласуваат на нашите правила. Но се да само веќе 8 години е на власт 7 и тоа што го прави, предпоставувам дека сосема се разликува од ова што може вие да го ги прифати, да, за да направи влад. Номинално може да ги прифати. Сега шпекулираме, се разбира, меѓутоа ме интересира бидејќи има не може да дојдат до таква ситуација СДСМ. Ама добро, како хипотетичка ситуација, ајде нека биде.
Јас на минатото гостување, кога ме прашаа дали ќе го обратно ме прашаа дали ќе коалицирате со ВМРО ДПМН, кажав дека не знам со кого ќе коалицираме, бидејќи тоа зависи од изборниот резултат, но знам со кого нема да коалицираме. Нема да коалицираме, доколку она што ќе биде наш зацртан, напишан, договорен минимум и услови не се исполнат. Не прифаќаме коалицирање со некој што ќе ја продолжи оваа политика која доведе ситуацијата во земјата. Тогаш одговорите сама на ова прашање. Бидејќи тој некој сега се уште е на власт. Сега не сакам да ви влечам на техничко ниво, нели ова е така наречена пржинска техничка влада, нели согласно изборниот законник има ограничени надлежности. Иако гледаме дека треба да ги подготви, прават 300 работи. Да, тоа е прашање и за тоа во изборниот законник си има и дефинирани дела за прекршување на изборниот законник. Но што ќе биде кога би биде или како што велат нашите северни соседи, шта би било кад би било, се зависи од она што веќе го најавив и трет пат не сакам да го повторувам. Да. Многу сте повнимателна од Максим Димитриевски, тој зборува за двоцифрен број пратеници, зборува за влада која што нема да може без разлика на условите да коалицира, да се создаде без знам. И интересно е убеден дека во вториот круг од претседателските избори ќе победи. Нека обиме. Се надевам дека ќе има шанси, меѓутоа повторно се враќаме на реал политиката која што вие самата ја признавате. Се уште сте младо движење на кое што ќе му треба време, а во политиката не се прави ништо за година, 2-3, треба како се вели тоа, класицо треба да нарасте, треба да созреат работите. Апсолутно. Веќе создадените големи, повторно ќе речам, два политички блока кои ги имаме и кои постојат по 30 години. По 30 години, кои имат своји органи и своје востановено движење, наспроти една нова партија, која во процес на формирање се одлучува да влегува без никакви калкулации во процес на избори, не е само храброст, туку одлучност и решителност. И кога лицитираме дали едноцифрен или двоцифрен број, јас сакам тоа да го сведам на можеби и благодарение на моето искуство и мојата возраст, да кажам доволно за да бидеме клучниот фактор од кој ќе зависи владата. Тоа значи клучен фактор и во контрола на забегување во постапките. Власт по секоја цена нема да оставиме. Не е ништо, и тоа јасно го кажуваме. Ако нашите услови не се прифатливи за никој, ќе си останеме опозиција, нека си бараат коалиционен партнер на друго место. Примерот што го дадовте со декларација за, како рековте, за дефинирање на црвените национални приоритети, да. Ова не знам кој би го одбил ова, ми се чини дека сите политички партии вака звучи добро и се зборуваше порано за ова, имаше некои декларации во собранието, мислам не вакви, слични, нели 95-та мислам дека има една за Европска унија и за НАТО, една декларација или резолуција беше, не е важен документ. Рековте преска минимум услови да бидат прифатени, претпоставувам има минимум, има и максимум. Максимум се разбира во политиката, никој нема да ги прифати сите, политиката е умешност на преговарање и на договарање, тука нема никаков проблем. Но кога сте клучен фактор за формирање на влада, тогаш ви останува можноста да сте клучен фактор и за пат на таа влада. Кај нас не функционира баш така системот. Се купуваат пратеници, се докупуваат уште еден двајца, па некој ќе исчезне во премиерската резиденција на Водно на Зоран Заев. Јас едно време речи си поверував кога Нели Ковачевски лицитираше со бројката 80, кога мислам дека и сосема свесно во своите јавни настапи кажуваш следната недела ќе се случат, пошто нели веќе се договорени. Јас тоа го читав, кој сега нема да сериозно се уште се сеќавам
на начинот на кој беа доведени тие 8 пратеници на поранешното ВМРО ДПМН да ги поминат во 2019 во јануари измените. Мислите дека тоа може да се повтори, мислевте? Човекот кога лицитираше, она што вие викате, или Драган, како што вели, реал политика, тогаш се случи. Еве сега еден контрастав. Еве тоа не се случи. Значи, никој не копи пратеници од ВМРО. Бога ми беа 44 пратеници. Еве, можно е и тоа. Многу е сериозна ситуацијата, се надевам дека тоа никогаш нема да се повтори, она што го гледавме и сведочевме во 2019. Беше недостоинствено. Луѓе кои беа претходно обвинувани беа и од притвор носени да гласаат. На денот на гласањето беа носени, да. Од внатрешноста на собранието говореа дека еден пратеник кој гласал за уставните избори плачел по ходниците. Тоа е навистина тешко, недостоинствено, повторно ќе кажам. Затоа во движење на знам велиме да, со нови кадри без свој багаж. И се разбира со кадри кои има доволно политичко искуство за да го спојат новото, младото, свежото ткиво и искусното. Правиме, навистина имаме сериозна, не само надеж, туку сериозни очекувања кои ни одат во прилог. Вие долго време бевте во СДСМ, да не кажувам години сега, и тоа навистина долго време, или доволно долго време. Какви се сега односите со поранешните, со партици? Сигурно се гледате и во Битола, вие сте од Битола, нели, но и во Скопје гравитирате. Се гледате, дел од тие луѓе сигурно се дел од вашиот живот како блиски пријатели. Како тече разговорот, ме интересира? Јас знам како тече мојот разговор со моите пријатели од СДСМ и морам да признам дека многу често се многу непријатни разговори, па се избегнуваат темите политика, се разбира, јас инсистирам да се избегнуваат темите политика, тоа е животот, е политика. Да. Кога заминував од СДСМ, не заминував рушејќи пријателски мостови со оние луѓе со кои сум изградила сериозни пријателски односи. Јас заминав заради политиките на највисокото раководство и тоа јавно го кажав. Сега во овој случај за Битола ќе можам слободно да кажам мојот личен пример. Моите пријатели кои се уште се дел од политичката партија СДСМ, апсолутно не ги доведувам до ситуација да размислуваат, не ги канам. Повелете, дојдете во знам, вратите се отворени за секого. Одлуката секогаш е лична. Но сакам повторно да кажам, никогаш нема да се откажам од пријателите, затоа што се на другата страна, во другиот политички субјект од кој ја заминав, едноставно не можеле, не увиделе, немале храброст да заминат на време или може би дел од нив се согласувале. Со тие што директно придонесува со свое гласање, биле на позиција да одлучуваат во партијата, немам што повеќе да разговарам. За политика не би разговарала, бидејќи очигледно сме на различен спектрум. И тоа нема врска со левичарење или конзерватизам. Не е идеолошко прашањето, дефинитивно. Не е идеолошко прашањето. Овде е прашање за сосема други поинакви цели. СДСМ во овој момент апсолутно е една политичка опција. Јас жалам. Не сакам да провоцирам, но навистина во овој момент, во последните од 2017 наваму, овој политички субјект не заслужува да го носи називот Социјалдемократски сојуз на Македонија. Оној сојуз во кој до 2014 навистина постоеа и проблеми, постоеа и луѓе кои се огрешува и забегуваат, но навистина бевме државотворна партија. Се чувствував како дел од еден партиски систем кој е на вистинската страна согласно моите идеолошки и политички ставови. Сега за мене СДСМ е навистина предводена од Ковачевски
партија која се наоѓа во слободен пат, партија која под превезот дека таа е партијата што ќе не носи во Европа, а при тоа ги гласа со европско знаменце измените на кривичниот законник, па добива предупредување од евроамбасадорот Гир за злоупотреба на европското знаме, нити една политичка теза веќе не им тежи. Нити го имаат во рака ореолот дека тие се тие што ќе ја носат сега и веднаш Македонија во Европа. Без тоа никој не верува веќе, тоа јасно е Мислам дека и самите не веруваат, но знаете, дел е од политичкиот фолклор, особено во предизборен период. Лично емотивно зборувате, кога зборувате за СДСМ. Се разбира и се очекува тоа после долги години таму. Постои ли шанса, знам, да го преземе местото на Социјалдемократскиот сојуз во политичкиот спектар? Да го превземе во смисла, да, јас сум убедена дека во следниот изборен циклус знам многу високо ќе биде една од трите најголеми партии во Македонија. Тоа е наше зацртан пат по кој ќе се движи партијата. Да, ово е прв пат според анкетите да една владеачка партија има толку многу заостаток зад опозицијата на анкетите, и тоа не е од сега, веќе 7-8 месеци е тој сериозен, 10% мислам дека е заостатокот на СДСМ за ВМРО ДПМН, и тоа претходно никогаш не се случило. Се зборуваше за пасокизација, се зборуваше за некои 30 на пратеници, сега веќе почна да се зборува за СДСМ 23-4 пратеници. Мислите дека нови избори може да дојдете до одредена бројка, како што вели Максим Димитриевски, двоцифрена, и тоа да биде основа за наредните избори, може би предвремени да бидат, да го преземете? Се размислували или не сакате толку далеку да одите се уште? Размислуваме, може би не толку далеку, размислуваме во поглед на квалитетна понуда. Квалитетна политичка понуда. А за тоа да го имате мора, лесно е и вака звучи како може би ефтин политички маркетинг, придружете ни се, ние сме вистинскиот. Тоа треба да се одработи. Знаете како е, народот можете еднаш да го излажете, вториот пат тој самиот народ ќе биде виновен. Овој пат можам јасно и гласно да кажам, не намераваме да бидеме политички субјект за една употреба. Не ни е тоа целта. И премногу сте искусни за да го дозволите тоа сега. Иначе не би влегла во политика, не би се вратила доколку не ги чуев вакви, не ги прочитав овие сериозни програмски определби на движење Знам за наша Македонија. Не ве загрижува традицијата на претходните движења, во смисол не движења. Сепак вие не на некој начин некој би направил паралела дека излегувате од СДСМ, меѓутоа ајде не. Сите што излегле од ВМРО ДПМН своевремено, партијата ги имаше, веќе не се ни сеќавам, вака или онака, потоа НСДП која што излезе од СДСМ, сега објективно е само привезок во владата. Чисто традицијата не зборува во прилог на тоа дека некој што излегува од милие кое што е познато, без разлика што нуди нова програма и нова енергија, може да биде прифатен на толку силен начин од граѓаните од јавноста. Не знам зошто велите некој кој излегува од СДСМ. Ако го погледнете составот на извршниот одбор на партијата, добро, но председателот, вие, господинот Минчев, сепак сме тројца, да, во извршната, во највисокиот извршен орган на партијата. Но тука со задоволство ќе кажам неколку лица. Тука е генерал мајорот, доктор на историски науки, доктор Павле Арсовски. Тука е доктор Бобан Карапејовски, доктор на науки, македонист. Тука е Кате Тодорова, доктор на науки од Институтот за национална историја. Не беше гостинка еднаш каде? Тука е доктор Цири Вири,
потомок на Вера Циреве и Трена. Трена. Добро. Да. Тука се навистина собрани луѓе со кои имам задоволство да седнам на иста маса и да дебатираме за навистина нов поглед и нов вовед. Ве убедувам и убедена сум дека влегов и се чувствувам дека сум на вистинската страна. Ова зборувам за моje лично чувство. Иначе со Горан малку поразговаравме пред емисијата и кажав, кога се одлучував, немав намера да се враќам во политиката. Па, после 10 години, навистина Едноставно, кога немате толка долг период, едноставно ја наблюдувате политиката од страна е многу полесно. Јас можам да направам разлика како е чувството кога сте дел од политиката или кога сте гледач, посматрач, наблюдувач на политичките процеси. И кога разговаравме, морам да ова и за прв пат ќе го споделам, што е она што беше преломно во мене за да се појавам. Токму она кое на почеток на емисијата го кажав и сакав да го упатам кон граѓаните, го добив разговарајќи на една маса со Максим и Горан. Ме праша зошто излезе на протести на 2 јули. Тогаш бев член на независна комисија, државна комисија избрана од собранието. И ве спомнуваа тогаш заради тоа. 2 јули тоа се протестите против францускиот предлог, да прецизираме. 2022, имавте прво Facebook статус имавте, да, најавите и подоцна. И објаснив дека не излегувам да дадам поддршка на една или друга партија. Туку излегувам заради себе, да можам сама во огледало да се гледам во очи, сама себе. На моите наследници, на моите идни внуци, да можам да ја кажам дека не седев дома во папучи и не молча. Она што можев како индивидуа да го направам е да го изразам несогласувањето со она што му се правеше на Република Македонија. Таму запознав навистина прекрасни луѓе. Тука си беа припадниците собрани на ВМРО-ДПМН, на протестот во друга групација доаѓа припадниците на Левица, но на едно исто место секој ден се среќававме група независни протестанти и дававме свој личен притиск. И сега се враќам на она што кога го разговаравме, зашо да се вратам, дека требаш. Буквално го чув тој избор, дека можеш со својот личен пример да поттикнеш секој да почне да размислува. И сватив дека е вистина така. Дека ова е клучниот момент кога мораме да го изразиме својот став и да дадеме свој личен придонес во процесите кои следат. Треба храброст. Полесно е од дома да се гледа, полесно е на Facebook да се пишуваат револуционерни Facebook статици. има колку сака, да се разбира. Да, редно е, време е, секој индивидуалец, особено повторно ќе нагласам, интелектуалците кои Македонија ги има навистина во сериозен број, време е да го кажат својот збор. Преска морам да кажам, преска гледав кај Оливера Трајковска на Телма, професорката Гордана Селјанска-Давкова, и беше поставено тоа прашање зошто вие сега се враќате во политика, зошто се борите за председател, и спомене на многу интересна работа, вели не сакам да бидам како луѓето од Muppet Show, парафразирам, не знам точно како го кажам, и тоа двајца постари луѓе кои што седат од страна и само се смеат, нели, коментираат. Судиите, јас ги нарекувам. Да, судиите кои што и тоа е истиот принцип. Ние сакаме да седиме од страна и да кажуваме кој не чини. Бендеска не чини, Носалевиќ не чини, Момировски не чини. Ние тоа секој ден го доживуваме, добиваме многу пофалби, но добиваме и многу критики, зошто така е направено, зошто. И кога ги повикате луѓето, дојдете во студиово, да разговараме, велат, ама јас не сум за. И тоа е можеби дел традиција, менталитет. Во тој контекст, сега прашање обратно кажано, председател Црвенковски, или еднаш председател, секојаш председател, го нема во јавноста никаде.
Имате со него некаква комуникација, некаква поддршка? Многу се шпекулира, нема таква информација потврдена. Шпекулации има многу. Последно што и јас во јавност дознав, нели беше кога тој излезе и јавно соопшти дека го замрзнува своето членство во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во знак на протест, нели? Чинам дека тоа беше после Францускиот предлог ми се чини дека 2 месеци подоцна беше некаде октомври, да не беше. Не можам на вистина точно да се сетам, но кажа, јас чинам дека тоа беше после настапот на Зоран Заев на БГНС. Мислам, значи, не тврдам. Претходно било тоа. Не тврдам, или за францускиот предлог како и да е. Да, многу се интересни шпекулациите. Буквално во еден ден ќе чуете, ама вие Заев ве формира, ќе правите коалиција со ВМРО ДПМН, како Тито Петковски, впрочем и вие Драган истото го потенцира. Потенцира дека е шпекулација. Мене тоа ми е доказ дека, нели, кога стартувавме, па тие се премногу мали, тие немаат моќ, немаат политичка моќ, не се закана во овој политички циклус. Но според бројот на шпекулации кои секојдневно ги слушаме, а особено кога се случи она скандалозен акт, чин на обвинителството во Куманово, кога предлог за обвинителен акт има за господин Димитриевски. Предлог обвинителен акт, кој сега не го има никаде, на кандидат кој веќе на една нова политичка партија која веќе собрала потребен број потписи за да се номинира на кандидат, вие да настапите во тој дел со тоа, па да се повлечете. Јас реагирав, боже, па ние навистина веројатно растеме на анкети. Инаку, нели, логично е кога си ситен, мали, не Штом се принудени да ви вадат, измислени... Па, затоа се навраќам на шпекулациите. Шпекулации ќе има. Сакам и ја користам можноста кај вас да кажам. Знам на овие избори ќе оди сам. Ќе си освои онолку колку што ќе одлучи народот, онолку колку што ќе го убедиме народот дека ние сме вистинското решение. Онолку колку што секој ќе се најде во нашиот концепт на начинот на кој ќе предложиме да се води политиката. И со тој политички капитал настапуваме и продолжуваме на сцена. Повторувам, не сме партија, не сакаме да бидеме партија која наликува на веќе постоечките системи. И многу често си повторуваме. Сега кога планираме активности, ќе предложи некој, ајде вака да осмислиме активност предизборна, некој ќе се јави. Не, тоа го прави еден од двата големи политички субјекти. Се обидуваме да бидеме свежи, нови. Почнуваме со своји раце, буквално со своји раце ја градиме партијата, а партијата се гради со привлекување на поддржувачи следбеници кои ќе не следат. Почитувам принципот, но повторно сега да не се спирам, гласот Бранко Црвенковски, кој што има прилично слични ставови со вас, ми се чини и околу францускиот предлог, и околу, ако сакате, и за другите национални теми, околу промена на името, понижувањето од Грција, барем тоа што го следевме јавно, беше на неколку дебати, че дека многу би помогнал во оваа ситуација за вас. Црвенковски е сепак политичар кој што, да, многу беше оспоруван, но и се уште голем дел од луѓето, особено во тој лев спектар во социјалдемократијата, се уште многу го почитуваат, дури се појавува на анкети. Се согласнувам. Значи, Бранко Црвенковски сам по себе дел од историјата на македонската држава. Јас го познавам како исклучителен патриот. Со сите своји мани и доблести, навистина го почитувам и неговото политичко искуство и неговите ставови. Од тоа нема бегање. Така да не се сомневам дека многу ни се слични ставовите, бидејќи ставовите се промакедонски, ако можам да кажам. И нашите ставови се промакедонски. И првите мои зачекорувања во овој нов субјект едно пријатно чувство и чувствување на една
пријатна, изненадувачки пријатна енергија што ја осеќам во рамките на сега членовите на движењето Знам. Еве и вчера во Охрид. Тие луѓе што се собираат се дел од луѓето кои се охрабруваат да излезат во јавност и да ни се приклучат. Само еден мал дел. Многу поголем е делот на оние кои велат ве поддржуваме, но заради ред причини своји лични не би ви се приклучиле во јавност, но сметајте на нашата поддршка. Тоа многу често се случува. Вие постојано зборувате за еднината, што е сосема во ред, а јас сигурам помалку некоректно ве враќаме во минатото. Да, меѓутоа вие сте зачудени бидејќи со вас се разговара еден представник на нов политички субјект кој нема багаж. Но знаете што ме интересира? Повторно, бидејќи беше спомнат и Бранко Црвенковски, а вие сте со огромно политичко искуство и сигурно сте размислувале, убеден сум во тоа. Како можеше да се случи во последниве години, еве да не кажеме толку и толку години, до таа мера да се спушти политичкото ниво во земјата, не само кај лидерството на СДСМ, туку зборувам општо, дилетантски да се однесувате во меѓународна политика, во економија, решенија во образование, решенија во здравство, кои што очигледно не функционираат, експерименти кои што се покажуваат погрешни, да се оди, самата рековте, 80% често пати од народот е против, меѓутоа се оди до крајве и сега се случува, буквално сега со пасошите, кога на сите име, цела држава беше бесна за тоа, па сум убеден дека 99% од граѓаните беа за, до крај се одеше да не се изгласа можноста за без Северна Македонија да се продолжат. Сега да кажам како дојде ситуација ние во 90-тите години, кога бевме млада уште демократи, или во 2000-тите, да имавме поквалитетни политички кадри, посвесни, позрели, отколку сега, кога веќе требаше целиот тој процес да биде завршен. Се согласувам целосно. Како е можно, така е кога ќе напишете на хартија и ќе излезете во предизборен период и ќе дадете ветувања на народот, а потоа кога ќе седнете во своите фотели, ќе заборавите на тоа. И резултатот, еве го гледаме денес. Не само 80% во моментот кога пратениците го гласа францускиот предлог по собранието беа против. Што мислеат, нема да дојде овој период? Ќе се соочат со тие луѓе кои беа против, а нивниот представник што го гласале на минативите избори, ги изневерил во клучниот момент. И тоа по втор пат, бидејќи првиот пат беше со онај квази референдум и изигрувањето на волјата на народот. Самото референдумско изјаснување кој е уставна категорија, доуредено со закон, налага дека различни типови на референдум има, да организирате референдум на кој народот не ви излегува во знак на протест. Народ кој прати порака дека не сака да се изјаснува по тие прашања, дека смета дека е непристојно да излезе на референдум, макар и да заокружил не или да го понешти ливчето, народот кој преќутно, консензуално се согласи да не излегува и да го падне тоа референдумско изјаснување, вие понатаму го прогласувате за незадолжителен референдум, па потоа ќе ги пуштите своите перјаници да убедуваат како Боже, навистина не ја поценија интелигенцијата на граѓаните. Таа цена се плаќа на избори. Референдумот, спротивно на волјата на граѓаните, изјаснувањето и гласањето на францускиот предлог, ќе дојде на наплата на 24 април. Но тоа беше зборот, овие луѓе не можеле да не го знаат тоа. И овие што стискаат копче и тие што даваат поддршка, затоа велам како е возможно тоа е политичко слепило практично. Па ние мора да се соочиме со фактот дека Македонија навистина е заробена држава. И Македонија е далеку, многу далеку од копенхашките критериуми. И дека навистина сите знаеме дека за да станеш
сериозен претендент и да го добиеш полноправното членство во Европа, ти мора да бидеш компатибилно општество со економија, образование, безбедност, сите аспекти на едно општество за да можат да те стават на дневен ред. Ние тука крахираме и фалираме. Затоа клучно нешто на кое ќе се посветиме и ќе биде клучен дел од нашата политичка понуда. Прво работите да ги решиме дома. Реституција на институциите. Почнуваме буквално со нов почеток. Ова е неодржлив систем. Историски да гледате, од самото создавање на Независна Република Македонија, од прогласувањето на 8 септември и од гласањето на нашиот конститутивен акт, највисокиот акт на кој се базира македонската државност, уставот од 91. Не само што е менуван 36 пати. Сакав сама да се подсетам и да навлезнам во природата, бидејќи тоа ја одразува оваа епопеја што ја живееме 33 година. 30 година, да. Секоја уставна промена, освен мал број би ги извоила, пример, апсолутно беше потребно намалувањето на цензусот од 40% за избор на председател, бидејќи е реална потреба. Ние имаме огромен избирачки список, народот го немаме. Тоа ни е најголемата катастрофа што ја живееме. Екзодус на македонскиот народ. Порано велевме, младите ни бегаат. Мојот син 9 години живее во Германија. Мојот син лично. Сега семејства цели се иселуваат. Возрастни луѓе оставаат тука кариери кои ги граделе, куќи, станови што ги стекнувале. Не само заради економски причини. Одат бидејќи не можат веќе да се снајдат во овој распаднат систем. Сега на власт е буквално една структура која е буквално од сите политички субјекти, шака луѓе, 200 луѓе ја одредва судбината на останатите граѓани на Македонија, не само македонци. Еднакво сиромашни се Сите. И граѓаните со од албанската заедница, турци, роми, срби, власи, еднакво страдаме. Како што еднакво страдаме, така имаме и еднаква заедничка одговорност да се грижиме за оваа земја. Наша е заедничка. Може да конкретно прашање? За крај мислам дека веќе Да. изминува 1 минут. Рековте, идната влада ќе зависи од тоа дали ќе прифати најголемиот политички субјект, тоа според анкетите убедливо ВМРО ДПМН, дали ќе добие ваша поддршка. Истото го велат и од Левица, истото го велат и од ДУИ, истото го велат и од коалицијата, како се нарекува, ВЛЕН, албански Вреди. албанската опозиција. Во Македонија не постои уставна претпоставка или законска претпоставка дека во владата мора да има, например, албанци. И рековте сте, како знам, сте промакедонска партија. Што ќе се случи доколку некој од албанските политички партии не сака да даде поддршка на победникот, според анкетите ВМРО ДПМН, и вие не би бидат прифатени вашите минимални црвени линии, Левица не се согласи да поддржи некаква малцинска дали да влезе во владата, што ќе правиме тогаш? Анкетите за ВМРО ДПМН велат дека меѓу 51, 53, 54, не е важно колку има пратеници, може да не се случи бугарско сценарио повторно? Мислам повторно, или еден вид на бугарско сценарио? Прве, само ќе ми дозволите кратко, промакедонска партија. Знаете ли колку членови на ЗНАМ имаме од сите националности? Не сме промакедонска. Македонските национални државни интереси апсолутно не бегаме од тоа. Ние доведовме, повторно ќе се вратам на уставот. Македонија 91 година е конституирана како национална држава на македонскиот народ во заедница и како национална држава на македонскиот народ во кој се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно сожителство.
на македонскиот народ со албанци, турци, власи, роми и други националности. И вака беше до 2001 година. И вака беше до 2001. По Охридскиот рамковен договор, амандман 4, граѓаните на Република Македонија, цитирам, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во границите, а се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ и така натаму. Тоа е измена на преамбулата. Значи, во тој момент, како дел од Охридскиот рамковен договор, подпишан од сите тогашни политички субјекти, стојат, е договор кој влезе, нели, и во амандманот 36, повторно менување на преамбулата на 11 јануари 2019 година, нели, по подпишување на Преспанскиот договор. Да не го читаме кармакаше. Нема да го читаме, пошто вака кога ќе го прочитаме ништо не се познава. Клучно нешто е што од она преамбула која ве ја чита 91 година, сега нашата преамбула гласи дека 34, да, се бришат одлуките на АСНОМ како номинација, вели, а се заменуваат со зборовите правни одлуки наведени во прогласот од првото заседание на АСНОМ. Не сум уставен експерт, тоа многу подобро знаат да го објаснат, претпоставувам и дека и кандидатката за председател на ВМРО-ДПМН ќе се задржува, пошто и е неизина професија. Меѓу 9 документи и решението за признавање на македонскиот јазик како службен и официјален јазик на Република Македонија и прогласување на Илинден, 2 август, за државен национален празник на македонскиот народ. Она што сега сакат и цел на ова, преамбулата да гласи: Република Македонија е држава на македонскиот народ, албанскиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ, сега И бугарскиот. хрватскиот, црногорскиот и ова, ако тоа се темели на последниот попис, сакам до апсурд да ја доведам работата. Тоаш по тој принцип, за да има еднаков пристап на сите заедници кои де факто Македонија ги има, тогаш фали да го додадеме и кинескиот народ, бидејќи на подписот 4 кинези. Не, денес проверувам. 4 кинези? 4 кинези има. Па да бидеме држава. Мислам дека Уставот на вистина ни стана желбатек. Корејанец желбатек. има, можеби и корејанскиот народ. Не, ова не, Да, мислам, се шегуваме, не е за шегување, не е за шегување. Ситуацијата до апсурд. Македонија не може и не сме да се свати како национална држава. Од секогаш Македонија била мултикултурна, мултинационална заедница во која народите живееле заедно. Но државотворен народ е македонскиот. Започнувајќи од Крушево, преку традициите и документите на првото заседание на АСНО, до 8 септември 1991 која добивме својата прва независна македонска држава. Затоа и нашиот изборен слоган, нели ви го кажав, е и нашата цела партијска идеологија се темели на Крушевскиот манифест, Илинденското востание, придобивките од народно-ослободителната војна, традицијата на АСНО, прогласите на АСНО и независноста на Македонија. Заедно можеме се. Чуда се случуваат и во политиката. Но овој пат посакувам и очекувам народот да се разбуди. И чувствуваме дека се буди. Ние чувствуваме како најнов политички субјекти. Затоа некогаш можеби изгледаме помалку наивно кога се радуваме на успесите, се радуваме на одзивот што и реакциите што ги добиваме секојдневно од граѓаните. Позитивни се, мене ми се враќа повторно на ентузијазам и желба за работа, можеме да и мораме да успееме да ја вратиме Македонија на вистинскиот
Да. Господјо Весна Пиндевска, подпредседател на ЗНАМ, ви посакуваме среќа во секој случај и се надевам дека ќе имаме повторно прилика во нашата емисија. Ви благодарам на поканата, ми беше навистина задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера, се за оваа работна недела на Заспија, ако можеш, утре во 15 часот е непризнато издание на оваа емисија. А јас и Горан Момировски ќе ви се јавиме повторно живо во понеделник во 22:30. До тогаш, пријатно.